вечер на сите. Благодарам за вашето присуство. Двајца председници пред мене кажа оно што има да кажат за господинот Димче Миновски. Меѓутоа, јас ќе се навратам на некои спомени во текот на тие години кога јас тренирав и бев член на атлетскиот клуб Олимпиот Битола. Таа е љубов ми ја всадија најмногу мојот почитуван тренер господин Илија Чукалковски и мојот председател Димче Миновски. Ситото започна 1969 година на ноќната трка по повод остолкувањето на град Битола. Тогаш будните очи или будното око на тренерот, тогашниот тренер, кој се уште јас не го знаев, Илија Чукалковски, виде дека постои еден потенцијал во мене и може да се направи нешто од тоа. Аз да бидам искрена, тогаш не знаев дека постои атлетски клуб во Битола. Знаев само фудбалски клуб Пелистер, раковет, нешто, кошарка, а дека постои атлетски клуб, не знаев. Меѓутоа, веќе кога почнав да тренирам, таа љубов ми ја всадија, како што кажа тренерот Илија Чукалковски и господинот Димче Миновски, се повеќе од ден на ден, се повеќе ја засакував атлетиката. Од неја имам добри и недобри, сретни и тажни спомени. Најтажно беше тоа што кога ќе се припремавме за некое поголемо такмичење, вие самите кога ќе прочитате книгата ќе видите резултатите кои се постигнати од моја страна и не само од моја страна, него и на сите членови на атлетскиот клуб. Тука е Кице Стефановски, тука ни е што се го викаме Сотперот, тука ни се Демир Даутовски, неговиот син и многу други, ајде да не ги спомнувам. Меѓутоа, она што навистина на атлетиката, што кажате, најмногу се потребни условите. Јас, дозволете ми, во своје лично име, после 51-2 години, поминати во атлетиката, односно поминати од атлетиката, јавно да им се заблагодарам на мојот тренер Илија Чукалковски, кој несебично беше во градскиот парк заедно со мене, дали врнело, дали студело, дали имало снег или не, тој секогаш беше до мене. Значи беше како втор родител, не како тренер. Благодарност и до господинот Димче Миновски, кој нашите финанси, односно тогашните финансиски средства во клубот беа минимални. А јас, со постигнувањето на тие резултати во Македонија, значи почнав да се такмичам и надвор, во бивша СФРЈ, па на Балканот, постигнувајќи резултати први места, па на европски првенства. Сето тоа, јас се уште бев дете, не ги разбирав тие работи, меѓутоа, секогаш бев на тие надпревари благодарение со упорноста на мојот тренер Илија Чукалковски и со помошта на мојот председател Димче Миновски. После тоа тивко нечујно се повлеков. Причините за тоа, може би во вториот дел од книгата ќе ги раскажам. Меѓутоа, гледам дека има доста спортски работници, како што истакна господин Димче Миновски. Редно е навистина да се подобрат условите во Битола. Верувајте, ние како јас како професор, а овдека имаме и професори по физичко и здравствено образование, има многу талентирани деца. Дали сум го правил господине Белџигеровски? Значи имаме многу талентирани деца. Меѓутоа, од неофицијални извори јас дознавам дека децата кои се заинтересирани за атлетика не сакаат да се зачленат во некој атлетски клуб. Моментално сега постои, не се вика Олимпија, него Олим, колку што се сеќавам. Имаат некои добри резултати, бидејќи условите какви што се такви не им пружа многу шанси. Имаме доста спортски сали во средните училишта, значи можат и тие спортски сали да се искористат во времето кога има снег, кога врни, а не ние, односно како нас,
и важечки, немаше никакви противречени. Затоа дојдовме до тие резултати. Односно дојдов до тие резултати, што јас ги постигнав. Кажав, со чија благодат. Да не ве малтретирам којте, да не ве гнавам. Мило ми уште еднаш што сте присутни. Ја користам оваа прилика на сите вас да ви честитам новата година, житните празници, да ви посакам многу здравие, радост, среќа, долг живот, берите. А на мојот тренер исто така. Долг живот, среќа, радост, а на мојот присадател, господин Одир Черниновски, уште многу вакви убави книги.